Еден мој пријател веќе долги години живее и успешно работи во Америка. Но во веќе далечната 2008 година беше таму едва една година. Претпоставувајќи дека финансиската криза од истата таа година можеби лошо влие на неговите околности, го прашав како е таму со оглед на настанатата криза. Неговиот одговор ден денешен ми се врти во глава, особено кога ќе се случат настани за кои повеќето од нас веруваат дека со себе го носат крајот на светот. Одговорот беше: караванот си врви, а кучињата си лајат. Поминати се веќе 14 години од тогаш. Редица настани се имаат случајно во сиве овие години, а кризата веќе никој не ја споменува. Барем не таа од 2008 година. Додека караванот очигледно никогаш не престанал да врви. Караванот е всушност системот во кој живееме и тој караван понекогаш носи обилни стоки и убави вести, а понекогаш сосем обратното. Веќе подолго време на камилите на овој караван имаме само несреќи и вестите кои доаѓаат со него се непријатни. Освен опцијата да лаеме по него, како кучињата од оазите покрај кој поминува, имаме и можноста да бидеме трговците кои благодарение на тој караван разменуваат стока, услуги и што е најважно од се, информации. Големиот ресет што ни беше ветен еве го игра својот втор чин. По пандемиските катастрофални 2 години веќе сериозно сме навлезени во она што значи енергетска криза. Бидејќи работниот наслов на ова видео има врска со архитектите на големиот ресет, во врска со оваа фаза од нивната фарса можеме да кажеме дека или им се погоди како кецна десетка војната во Украина, или веројатноста во која јас повеќе сум убеден е дека самата војна е дел од градежниот материјал на нивниот голем ресет. Жак Фреско е човек кој до крајот на својот живот работеше на еден подобар и поправичен свет. Тој беше футурист и универзален хуманист, во време кога најголемиот дел од научната заедница беше длабоко закопана во поделбите на мртвите идеологии. Додека Жак Фреско сонуваше за својот проект Венера, во кој човекот ќе постигне универзална слобода преку максимална употреба на технологијата, инженерските поданици на мртвите идеологии беа посветени на создавањето на смртоносни технологии за потребите на студената војна. Жак Фреско го спомнувам заради тоа што и денес ми е инспиративно неговото сеќавање на големата депресија од 1929 година, каде вели: политичарите не се тие што решаваат проблеми. Тие немаат стручна и техничка способност за тоа. Тие не знаат како да решаваат проблеми, дури и да се искрени, тие не знаат како се прави тоа. Технологијата, а сходно на тоа инженерите и техничарите се тие кои ги решаваат конкретните проблеми. Ми беше тешко да сватам зошто милиони луѓе останаа без работа, без домови и беа гладни, додека сите фабрики беа на истото место, а ресурсите беа непроменити. Тога сватив дека правилата на економската игра беа суштински погрешни. Наскоро потоа дојде Втората светска војна, каде редица нации заемно систематски се уништуваа. Подоцна пресметав дека сето тоа уништување и сите потрошени ресурси во таа војна лесно можеа да возможат се потребно за човековото битисување на планетава. Уште од тогаш го наблюдувам човештвото како ги поставува основите за сопственото истребување. Гледав како драгоцени и ограничени ресурси постојано се расфрлаат и уништуваат во име на профитот и слободниот пазар. Гледав како се намалуваат општествените вредности на заедницата и се сведуваат на прост материјализам и безобзирен консумеризам. И гледав како финансиската моќ ги контролира политичките структури на условно земено слободното општество. Денес имам 94 години. Се плашам дека моето согледување денес е исто како што беше пред 75 години. Ова срање мора да престане.
првиот чин, односно пандемиските 2020 и 2021 година, можеби некој ќе рече дека сепак техничарите ги решаваа проблемите. Но сепак искрено гледајќи наназад сваќаме дека неспособните политичари беа тие кои ги ставија подписите за воведувањето на сите бизарни мерки, затворања и принудување. Додека оној етички свесен дел од стручњаците беше деградиран, обезвреднет, отсрнет, па дури замолчен на секаков можен начин. Но ние, како троскотна трева, сме се уште тука, со веќе започнат втор чин. Јас сум дел од она малцинство кое тврди дека затворената економија во претходниве 2 години и истовремено напумпаните количини на безвредна валута беа идеалниот рецепт за катастрофа. Денес, со есента и ладните месеци пред нас, таа катастрофа се покажува како известна. Инфлацијата и вртоглавото поскапување пред се на енергијата и добар дел од суровините се директен резултат на преголемата количина на фиат валута во системот. Сега, само сведочиме како таа валута како празен сад поминува низ нашите банкарски сметки и ја црпи и онаа малку реална вредност што ја поседуваме. Не се поскапнати нафтата, гасот и електричната енергија заради конфликтот во Украина. Исто како што и основните прехранбени производи, жито, масло и слично не се поскапнати заради намалениот извоз од Украина. Доволно е да ја погледнеме картата на светот за да сватиме која епохална измама е тоа. Тоа е ноторна лага во која само наивни веруваат, додека политичарите ја повторуваат како комотен изговор. Еве да се согласиме дека енергенсите од Русија се скапи. Но што останува со енергенсите произведени на друго место? Како нафта, така и газ и електрична енергија. Зошто подеднакво чинат и едните и другите? Подеднакво скапо. Зошто не се направи разлика меѓу струјата произведена на руски газ и струјата од европски јаглен, ветер, сонце и нуклеарни извори? И на крајот на краиштата, зошто домашното жито и брашно треба да чинат исто како она увезеното од Украина? Еве зошто. Во оптек денес имаме количина на валута која буквално коси низ финансискиот систем, зашто е како празен сад кој минува низ сушно езеро и ја исцрпува сета вода. За да може физиолошки оваа валута да циркулира, нормално е дека реалните добра чинат повеќе. На ова се додава зголемувањето на каматните стапки од централните банки, со што парите кои доаѓаат во системот во форма на кредит стануваат поскапи. Денес, како во младоста на Жак Фреско, сите ресурси се овде, но ние сме ставени меѓу чеканот на централните банки со нивните трилиони испечатена валута и на ковалната на зелената идеологија каде по цена на мрзнење мораме да удоволиме на сонот на разгалено детиште од Шведска, чието детство нели се уништува ако ние сакаме да се грееме во зима. Оние политички сили кои себе си се представуваат како лева страна, а се срамат да се наречат комунисти, за себе си ја имаат присвоена оваа зелена агенда како нова идеологија. Правата на работниците, тој пролетаријат кој всушност органски ја создаде левицата, веќе не се интересни. Затоа идеологијата на една нереализирана и сфрустрирана тинеџерка им се вклопува совршено во нивниот светоглед. Се во ова упатува на следното скалило од пирамидата на Мокте за кое подолго време зборувам, и ако корпорациите беа тие што физички располагаат со ресурсите на планетата, контролата над нив се остварува преку финансиските институции. Централните банки, кои всушност се трустови од приватни банки, Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка како директни продукти на Бретон Вудс, Лондонски Сити, Банката за меѓународно порамнување во Швајцарија, заедно со хордите комерцијални банки, се тие кои се тргнати во овој поход на трансформација на човековото општество еднаш за секогаш. Влегуваме во постиндустриско, посткапиталистичко и постдемократско време, при што овие години на страдање имаат намера поединецот да го доведат до состојба на целосна сиромаштија. Малите и средните бизниси да ги затворат, за да на крајот на овој процес големите корпорации се прошетаат по овој бришан простор, освојувајќи го за ситни пари. Многу слична судбина ќе ги снајде природните богатства на сите држави,
каде задолженоста во однос на БДП ќе достигне неиздржливо ниво, по кој ќе следат и банкроти и приватизирање на самите држави, односно и формално одземање на суверенитетот. Ова не е сценарио само за малите држави, ова е сценарио за светот. Дали зимава ќе има штедење, рационализација и недостаток? Ке има, тоа секако. Карванот овој пат навистина носи лоши вести и во најдобар случај лоша стока. Политичарите како по обичај фрлаат прашина во очи, а сепак сите гледаме дека царот е гол. Војната во Украина ќе заврши. Ние како народи кои ја поминаа последната деценија на минатиот век во војни, знаеме дека секоја војна неминовно има свој крај. Гасот, нафтата, струјата и сите други намирници ќе продолжат да се тргуваат и разменуваат. Финансискиот систем ќе продолжи, а можеби и ќе заокружи својата трансформација и дигитализација. Така ќе биде и со се останато. Ако овој дел од ресетот помине мачно, но сепак мирно, ќе можеме да очекуваме нова фаза која ќе биде полоша и подраматична од оваа и пандемијата споени заедно. Но ако почнат да пукаат големите печурки, тогаш навистина кој ќе преживее ќе раскажува за новите Содома и Гомора, односно Хирошима и Нагасаки. Чинам дека треба да бидеме мудри, мудрост со која ќе избегнеме измама од караванот кој носи расипана стока и ќе избегнеме зло од бесните кучиња што лаат по него. Јас сум Татунчо, драги пријатели. Секој добро.